Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Се извинуваме за краткото доцнење. Тоа пред се случи затоа што ово утро имав консултации со вештачката интелигенција која ми ги даде сите сценарија во однос на одговорите на прашањата кои ќе ги иницираме во оваа емисија. Радио Лидер влегува во 22-иот век веќе со технологиите кои ги користи. Ние сме ексклузивно предплатени на чат GPT кој ни ги одгатнува најтешките прашања кои ве мачат. Добро утро, Ивица. Добро утро. Уште не е до тој стадиум вештачката интелигенција стигната. Не. За да не менува нас. Види. Точно напредуваат брзо еден друг, ама далеку се од елементарни работи поврзани со начинот на кој што луѓето функционираат. Едно детенце кое што ќе го осознае светот на своји 3 години, благодарение не само на својот рационален, него и емотивен дел од интелигенцијата, функционира подобро од најсофистицираните машини кои што постојат. Но Ивица, мора да признаеме дека кога треба да исечат, односно да влезат во улогата на теоретичар на заговор, вештачката интелигенција е тука многу добра. Абе види се, понекогаш, знаеш, не дека вакви теми не се интересни, да речеме, и во некои западни земји. Меѓутоа, таму ги викаат тие, ти сакаш такви англицизми, коктейл ток, нели? Разговор што се води за време на неврзан разговор, што се води за време на неформална средба, така? Кај нас тоа влегува по медиуми, по групи и така натаму, што у собрание чекам да влезат тие глупости. Овако теорија на заговор, трилатерална комисија, не знам едно, не знам друго. Масони, Розенкројс, Ватикан обавезно, нели? Значи не зборам јас дека последниот пат кога ние ја употребивме вештачката интелигенција беше минатата недела. Ни помогна чат GPT да ја создадеме емисијата кој е пеколниот план на Ковачевски и Зечевич, и таа сруши многу рекорди на гледаност кај нас на социјалните мрежи. Да, мора да признам дека ме подразочара малку Народот или вештачката интелигенција? Абе не, види, не пази, сега јас поаѓам од себе. Кога ќе видам наслов, знам да кликнам. И сега јас и ти барем сме сериозни. Сега веројатно помисле луѓето дека тука нешто ќе стане збор за тема која што сме ископале. Ние едноставно сакавме да изсмееме чаршијата. Мислам дека успеавме. И мислам дека луѓето тоа го разбра, токму заради тоа се проширил. Меѓутоа не ја потценувам, види. Никош не ја потценувам нејата интелигенција. Исто така и многу наши колеги кои што сметаат дека се големи и умешни мајстори на зборот и на анализата, нели, затоа што имале многу кликови, лајкови и така натаму. Верувате, луѓето не е дека им веруваат, се забавуваат, знаеш. Понекогаш некој е забавно да се слушаат глупости. Сега ќе ти кажам, имавме овде една сериозна емисија со една пратеничка од ВМРО-ДПМН, нели се сеќаваш, минатата недела, околу сексизмот на премиерот Ковачевски. Да. Емисијата беше гледана неколку други, малку помалку, имаше негде околу 3300 прегледи. Не, но видов дека не пренесува во многу медиуми. Но знаеш што е убавината? Од тие 3300 прегледи, гледачите биле толку конзистентни, што на YouTube таа емисија ни заработи повеќе пари од овие што се големи, односно што имаат гледаност 10.000 прегледи, значи, а ни носат помалку пари
од оваа која ни носи 3300. Така што веќе и алгоритмите на YouTube, нели, за таа монетизација, за тие реклами не внимаваат, приметуваат конзистентност и квалитет на публиката. Еве да го тргнеме делот на кликови, YouTube, монетизација и така натаму. Например, иако така скромна по број на прегледи, емисијата што имавме со поранешниот министар за финансии Кирил Миновски. Значи, во однос на влијание, во однос на луѓе кои што ми зборуваат за тезите кои што ги претресаме во таа емисија, јас сум искрено, не би рекол и повеќе од изненаден. Јас сум чудо невиден од тоа колку таа емисија направи влијание во јавниот простор. И особено во финансискиот свет. Луѓе кои што носат сериозни одлуки, кои што носат одлуки за тоа, меѓу другото, каде се инвестираат, каде се чуваат нашите пари, и како функционира целиот тој свет. Така што тоа сакав како како една анализа како една анализа. Една анализичка. Да, инаку во моментов добивам едно прашање од еден високо позициониран политичар кој што прашува како е можно ексклузивно да си претплатен на ChatGPT. Кажи му дека нашиот е препрограмиран и се вика ChatGPT пеколни планови едишн за Радио Лидер. И овој нашиот ChatGPT кој ни ги прави нас емисиите ги тангира и ги таргетира пеколните планови во општеството. А ова утро што го правиме е еспресо со Златев и Боцевски пеколни планови едишн. Добро. Значи добро му одговоривме на интересот. Да, види, штета што не постоеше ChatGPT у време на Димитар Ковачевски која беше на Харвард, може и стварно ќе завршеше таму. Затоа што видовме дека семинарски прави боли што полагаат на Кембридж, на Оксфорд, на Харвард, дека ChatGPT е навистина добар, нема потреба да му даваш пари на некој да ти прави семинарски нешто што голем дел од... Еди, тие работи ке се раши за ден и ова неприродна ситуација која што има Македонија ке заврши. Значи, ова сме го рекле, што да каже човек да... Кога сме кај ајде да се уозбилиме стварно, да ја оставиме вештачката интелигенција на страна. Ово утро правиме емисија со работен наслов кој би можело да стои за дојавите за бомби. Насловот е кликбейт, како што сите може да приметите, но... Но веднаш ке кажеме, значи, ако сакате да чуете дефинитивно толкување, и ако сакате да слушнете дека зад ова стојат некои темни мрачни сили... Останете до крајот на оваа емисија. Розенкројцери, масони, ЦИА, БНД, Останете до крајот на оваа емисија. Можеби ќе го дознаеме заедно договорот кој стои за дојавите за бомби. Да бидеме сериозни, пресериозен е проблемот за да правиме од ова шеги. Иако веќе многу мина од тоа прават некои Ја и слика да видиш каква направи. Некои теории на заговор. Ајде да влеземе сега. Да влеземе во темата. Особено Скопјани во изминатиот период се навистина извадени од колосек, затоа што скоро секој ден има дојави за бомби во училиштата, па мора да ги зимаат своите деца од училиште. Навистина е тоа еден тежок процес. Родителите возбудени, децава не можат да фатат континуитет со настава, проблеми дома затоа што некој треба да ги чува ако се помали тие деца и така натаму. Не само тоа, туку мораме да оддадеме една своевидна почит кон дел од работодавците, не кон сите, кон најголемиот дел од нив. За жал, како и се во македонското општество, товарот паѓа на нашите дами, на прекрасните македонски жени, кои што во моментов буквално жонглираат, ако можам да кажам, со своите кариери, со своите работни обврски, за да може да ги изгрижат дечињата. Значи, нарушен не е само нарушен е работниот процес во државата. Да. Имаме секој ден ситуации кога звонат телефони
и кога мора некој да отиде да го земе детето, значи не секогаш имаме нели баби и дедовци кои што се тука во Скопје на располагање. Доколку ви се допаѓа оваа емисија, стиснете subscribe на нашиот канал на YouTube. Точно така, Ивица. Не, многу е, ситуацијата е пресериозна. Знам дека сите ние кои што имаме можност, еве јас имав можност, иако веќе добро, моја Јована веќе е голема, немаме такви ситуации, меѓутоа не секој има можност да има родители во Скопје. Тоа е прво. Второ, не секој има можност да има мобилни родители. Трето, на крајот на кришата, па не е обврска за нашите родители во своји зрели години сега секој ден да трчаат околу внуците, нели? И тие треба да имаат една достоинствена старост. Така што има едно пресериозно прашање. Во моментот, значи јас ја разбирам и полицијата, ја разбирам и МВР. Во моментот кога тие ќе добијат известување од било која школа во Скопје или градинка, дека има дојава за бомба, тие имаат протокол што треба да сторат. Очигледно, Министерството за образование и Министерството за труд и социјала 6 месеци после почетокот на оваа ситуација не изработи протокол. Што се случува со децата, со нивното згрижување и што се случува со наставниот процес или воспитниот процес. Ивица, види, ова е сериозно. Значи, не само што е сериозно, да се вратиме на тоа колку е сериозно прашање. Независно кој стои позади ова. Значи, ние не може да знаеме, пошто ние сме џабе имаме чат GPT, џабе имаме вештачка интелигенција, да може само да ни дае сценарија. Точно. Да не може да ни дае кој стои позади ова. Значи, џабе го имаме се, ние, кој да стои, знаеме дека македонското општество, особено Скопје, е сериозно извадено од колосек поради ова. Се создава сериозен хаос. Пресериозно. И сериозна недоверба во системот. Пресериозно, од страна на граѓаните, од страна на родителите. И не само тоа, ова се прелеа веќе во, мораме да кажеме, ова се прелеа веќе и помеѓу нас кои што не сме директно зафатени и луѓето кои што затоа што вчера имавме гостин кој оттрча од тука. Да. Затоа што во училиштето во кое учело неговото дете имало дојава за бомба. Страшно, не, така беше. А планиравме кафе да пиеме доручек, да останеме подолго. Прекрасен човек за да се задржи човек во разговор. Не само тоа. Ај прво да видиме вака, значи на тоа техничко ниво. Значи во моментов не само што нема абер да се развие протокол, значи што се прави со децата во такви ситуации. Искрено да бидам, сега не сакам да звучам како оние нели кои што жалат по поранешните времења и така натаму, меѓутоа во комунизмот имаше точни процедури и постапки што се прави во една школа кога доаѓа до вакви ситуации, нели? Почитувани слушатели, доколку имате било каков коментар, ве молам оставете го на нашиот Facebook профил. Еве имаме од Бобан порака, вели, бидејќи доцневте, а сум секогаш во возило на работа ова време, си реков ги нема, ми го расипаа денот. Единствени во Македонија со програм на радио, со почити кон вас и кон Канал 77 во сабота. Се мисли на колегата Столен Умов, поздрав огромен. И до него, Бобан, ние постоиме за таквите како тебе, за да откриеме кој стои позади дојавите за бомби во училиштата. Да, значи види, ова што се смееме не е од други причини. Љупчо знае да најде и комичен момент во се, меѓутоа пресериозна е темава. И ајде да одиме едно по едно. Значи прво да видиме ова. Значи како општество ние мораме да одговориме на начин, почна со онлайн настава, падна онлайн наставата. Луѓе, се баш сакам за ова да апелирам. Се сеќаваш дека со тебе го зборевме 100 пати овој муавет. Значи не може да има онлайн образование, не може да има онлайн работен процес. Значи, сум бил, сум предавал, се уште ме викаат на предавања. Ти си стручен во однос на овој дел. Ама види, ако професорот не го види детето во очи, не знае дали тоа што го предава допира до него. Не знае дали има внимание и така натаму. Се сеќаваш на оние моменти, исто и тогаш наши пријатели кои што беа со помали дечиња и со поголеми деца ни кажуваа, вика, на што личи ова, вика? Професорот, вика, предава во камера, вика, а сите, вика, исклучени целиот клас, во смисла ставени на
исклучен звукот, нели, исклучена камерата, значи црни екрани гледа професорот и нешто се труди да предаде. Мислам, вон секоја здрава памет, така беше онлайн наставата. Не може да има онлайн настава. Значи мора да има во тој посебно во овој дел. Да, кога тоа нема само онлайн наставата ја наметнуваат како едно од решенијата за овој проблем. Липчо, едно е и тоа кога има, не е решение. Да, едно е кога ти во животот се доедуцираш на свои 30, 40, 50 години. И тогаш е подобро да е офлайн, нели, Апсолутно. отколку онлайн. Апсолутно. Меѓутоа во делот кога имаме не само образовен процес, имаме и воспитен процес. Значи, пропуштен воспитен процес ви доведува до тоа премиер да навредува пратеничка најсексистички во собрание. Да, Тоа е пропуштено. да се вратиме на темата. Не, сега кажуваме што се случи. Значи, факт е, не мора да објаснуваме. Луѓето кои не слушаат знаат дека ова сериозно го вади од колосек и образовниот процес, и системот, и довербата во системот, и безбедносниот систем, се комплет. Тоа не го допревме. Значи, ај прво ова да видиме. Значи, во моментов гледам дека неколку општини, морам да ги пофалиме, заедно со одборите на родители се трудат да најдат соодветно решение. Но пази се, во една земја која што има централизирано образование како Македонија, се знае кој треба да го даде одговорот, министерството. Значи треба да има, нека проверат, постои тоа во светот. Кој е протоколот кога има дојава на бомба за учениците, тоа прво, така? И како ќе се одвива наставниот процес потоа. Значи две работи треба да се одговорат. Друго, јас предпоставувам дека може да се промени начинот на безбедност во училиштата. Во 6 саат сабајле, нека дојдат полиција со тие Еспресо со Злато Чиботцевски. Останете до крајот на оваа емисија за да дознаете кој стои позади дојавите за бомби во Македонија. Продолжувам и. Значи, може да дојдат тие тимовите од МВР или од може и приватниот сектор да се ангажира се на крајот на краиштата, сигурно има такви работи. Да ги проверат училиштата, па потоа да почне процесот. Така е сигурно дека и да дојава дека нема ништо. Но, техничкото ниво треба да се издискутира. Јас ги разбирам родителите, ги разбирам и општините кои што пристапуваат кон ова. Имаме во Скопје неколку одговорни градоначалници кои што гледам се борат со ситуацијава. Но тоа не е решение. Решение е да го земат институциите. Втората работа што ти ја покрена е работата врзана со личната безбедност и со јавната безбедност. Значи секојдневни дојави на бомби. Знаеш, во многу неблагодарна позиција се родителите. Затоа што од една страна ова те нервира, затоа што стварно те нервира што, нели, мора да идеш да го земеш, не функционира онлайн глупости. Од друга страна, ќе одиш да го земеш и мораш да одиш да го земеш, затоа што во себе си велиш, па што ако навистина има бомба? И тоа го прави овој процес уште покомплициран. Не само тоа, има уште една работа. Тоа еднашка во Америка го вика као теорија на скршен прозорец. Не знам дали сум ти кажувал ова. Значи, одиме нели ние по една главна улица и гледаме едно место скршен прозорец, така? Кој што не го побраваат, еден ден, 2 дена, 3 дена, 5 дена и така натаму. Значи, лесно може тој скршен прозорец да создаде една перцепција кај луѓето, дека никој не се грижи за безбедноста, условно кажано, и одеднаш ќе видиме како имаме 5 скршени прозорци, како има плячка по дуќаните и така натаму. На крајот на криштата, еве ќе ви кажам уште една работа. Замислете како изгледаше сообраќајот во Скопје кон крајот на 80-тите, како изгледа денеска. Како се паркираше кон крајот на 80-тите, како се паркира денеска. Значи, кога ќе попушти перцепцијата дека доаѓа казна, дека има некој што се грижи за јавната безбедност, за личната безбедност, тоа ја руши целокупната слика. Верувајте, ова влијае на тоа, верувајте, да порасне и бројот на кражби, и бројот на насилни напади, и бројот на други нешта. Кога излегува дека полицијата има голема немоќ, тогаш се умножуваат луѓето кои што имаат намера да прават бељи, се охрабруваат и прават бељи. Луѓе кои што немале намера да прават бељи, гледајќи дека нема едноставно како се вика, нема казна, и тие може да отидат на таа страна. Значи целокупниот криминалитет
расте во општеството. Да не зборувам каков сигнал е ова за оние мрачни групи, терористички групи, вакви групи, онакви групи, кои што повторно гледат на немоќ на државата. Значи сето ова го ставаме го ставаме во тацна. И сега доаѓаме буквално до таа ситуација. Како бе се доведовме една земја членка на НАТО, нели? НАТО треба да е ако ништо друго некој систем за безбедност кој што е најсофистициран во светот, види кои држави тука членуваат. Така? Да се вратиме назад на прашањето. Ајде. Дека е сериозно во дисбаланс. Но еве да пробаме да дојдеме до еве сега баш со вештачкава интелигенција тука се консултирам. Да пробаме да дојдеме до одговорот на прашањето кој би можел да стои за цело. Да дајме 7-8 сценарија. Прво, сценарио број 1. Не, најлогичното сценарио би било беше, веќе не е. Значи првите недела дена најлогично сценарио беше дека палави тинејџери дека се задава. Дека стојат палави тинејџери. Меѓутоа види палави тинејџери стојат евентуално ако имаат тест дента. А утре дента што се случува? И не само тоа, доколку стојат палави тинејџери, затоа што сепак станува збор за деца, многу е полесно да ги фатиш. Да, ќе остава трага. И второ, никој не го одбива сценариото. Дека може би така и почнало. Ништо чудно. Но потоа да се распламтува до ниво, нас се уште ни е енигма, се сеќаваш дека на едно од дојавите беше подпишан нашиот новинар Никола Николос. Да. Па го викаа во полиција дете. Да. Значи, дете од 23 години, ама ја така гледам као дете. Но никој не може да одбие дека може би така почна, но зошто продолжи во овој правец? Е прашањето чив одговор ние се уште не можеме да го дознаеме. И не само тоа, една работа која што навистина не ја знам. Ова во овој момент во основни училишта во Ново Лисиче, дека деца VPN користат, сега во основно училиште види, доста мора ти кажам, не знам, еве, се сеќаваш дека ова не знам, мислам дека од таму дојде. Мислам дека не знам се дали од овде отиде таму, мислам дојде од Србија овде. Беа Србија, Црна Гора, Македонија и Босна. Не знам дали отиде во Хрватска, не чувме, не видовме. Меѓутоа таму се справија со оваа ситуација и во Црна Гора и во Босна. И во Босна и во Србија, колку што знам јас себе. Сега. А Босна и Србија не се во НАТО. Никој дека станува збор за палави паметни деца кои знаат да користат нели технологија, не е исклучено сценариото. Не, види, ама нека можно да се тие хакери, макери, како се викаат тие работи. Продолжуваме понатам да, тоа е втората теза. Можно е да се тие. Втората теза која ни ја дава софтверот е дека можеби станува збор за владата. Односно дека сакајќи секогаш кога има криза, тоа е теоријата. На пример, еве, доколку немаше ковид пандемија, СДСМ ќе изгубеше власт. Секогаш кога има криза, општеството се обединува. Да, ама ова е тенко, љупче. Околу, само секунда сега ги разгледуваме, ќе ги рушиме тезите, не е проблем. Значи, дека секогаш, особено затоа што доаѓа во Скопје, регион каде што навистина изгуби власта. Ама по друга страна мислам дека ова повеќе има контравласта. Ефектот што има про неа. Да, во моментов има контравласта ефект, затоа што еве, пак ќе кажам, значи не само контрасистемот на владење. Ова е пресериозно. Пресериозно. Значи исклучувам таа варијанта, еве. Владата? Да, владата. Владата единствено е неспособна да се справи со ова. И не само тоа, е очигледно дека таму се обиделе со некои методи од некое друго време. Ајде сега, на брзина ќе покажеме, ќе хапсиме, ќе кажеме, еве го најдовме, нели? Еве, предлог од нас слушател вели па еве им шанса да вработат по 5-6 стражари во секоја школа, што ќе стражарат деноноќно. Значи, она што се додека трае криза. И така вработуваат непродуктивно. Тоа не сакам, види, тоа не сакам. Значи, она што не сакам сега во моментов е повторно да го приватизираме безбедноста. И еве,
Наке има известен Наке Чонев има извънреден коментар. Пентагон сега конечно трябва да го изключи интернетот. Да, она после се прослави Сашо Ждановски, да. Не, види, значи ова што сега го кажуваш, што знам, она што не сакам да го видиме, сега си кажем, значи, за жал во Македонија, ја не велам дека не треба да постојат овие приватни агенции за обезбедување, меѓутоа мислам дека односот измеѓу државата и приватните агенции за безбедност, мислам дека отидовме во една ситуација која што не може тие да ја преземаат улогата на државата. Значи, според мене, во ниту една јавна институција не треба да има приватно обезбедување. Така ја мислам. И јас исто така, како што гледаме, веќе знаеш, онака се создаваат формации со оружје, со едно со друго, ова ми делува кој да се приватизира безбедноста. Тоа не е во ред. Се знае, државните институции, не само државните институции, јавните институции, општинските, треба полиција да ги брани. И точка. Евентуално, ако се вработуваат луѓе, нека се вработуваат луѓе кои ќе бидат вработени во системот. Значи, не станува збор за палави деца, не станува збор за владата. Ајде, одиме по. Одиме третата теза. Кој стои зад хакерските напади? Дали стои опозицијата? Одиме. Зошто ова било од корисна позицијата, Лјупчо? Освен што и они си ги земаат децата од школа, нивните функционери, генерално им носи затоа што влада е недоверба во системот, им носи нив, како се вика тоа? Поени вајде. Се зошто тоа не е така, ајде да видиме. Се значи овдека не станува збор за герилска група која што од планина сака да земе власт, така. Овдека станува збор за опозиција системска, опозиција која што е во собранието и која што настојува да дојде на власт со гласови. Не само тоа, види, кога се руши перцепцијата, она што го збориме, за јавна безбедност, тоа не за никого не е од корист. И не само тоа. Што ќе земат они? И не само тоа, знаеш, ти да прави вакви потези опозиција кои има 12% предност на секоја аптека. Нема логика никаква. Нема логика. Се согласувам, еви, ја го одбивам ова сценарио. Ајде да видиме, одби го и ти сценариото, дали е левица за тоа, кажи ми. Сега, чекај. Ја не сум чат GPT ги стави. Не. Значи, еве јавака прво те пратам. Чат GPT ги стави и левица во потенцијален овако, и еве сега ќе ви прочитам што вика овој ексклузивно наменет за нас за пекони планови едишн. Вика вака: левица учествуваше во шарена револуција, која беше сериозна дестабилизација на нашето општество и се создаде на бранот на таа дестабилизација. Не знаев дека чат GPT бил дел од нашето општество. Понатаму вели: најголем дел од поените левица ги доби, односно најголем дел од поддршката левица ги доби во следната фаза на дестабилизација на македонското општество, а тоа е промената на името, каде што го собираше бесот на граѓаните. Уште повеќе ја зголеми поддршката во делот со Бугарија. Левица, за разлика од останатите конвенционални политички субјекти, вели вештачката интелигенција, е политичка партија која функционира врз база на будење на емоции. Ова создава емоции. Особено вели вештачката интелигенција, е критично тоа што најголем дел од дојавите за бомби се наоѓаат токму во општините во кои левица има најголема поддршка. Чат GPT неа како се вика, неа исклучува и левица од можното замешателство. И плюс ми извадил тука слика од Апасиефона со Палестинката, знаеш? Која е? Значи дека тоа е партија која до сега историски прифатила радикални методи. Ја не викам дека левица го организира ова, но како партија која прифатила радикални методи, има тука сериозна могуćност. Барем според вештачкава интелигенција.
Иначе не верувам дека си информатички способни да Не, го гледат. ја мислам дека има таму многу фини луѓе од информатичкиот сектор, поддршката им е голема. Овој дел не го знаев. Ова треба да го внесам као параметар. Не, Имаат многу информатички. Не, токму затоа ќе ти кажам, токму затоа и овие глупости, што се знаеш дека они биле проруска, така тоа нема врска со живот. Затоа што огромен дел од нивната поддршка доаѓа од таа, како да наречам, постматериалистичка младина која што еве од Скопје работи онлайн по светов, што е во ред, мислам. И се, ај вака ти кажам, далеку поверојатни се овие првите три варијанти, дека опозицијата, власта, хакериви или вака, отколку левица. Еве, одма во старт ти кажам. И ја одма да ти кажам, системов малку поинако вика. Да. Еве, Ристе вика, не ми ја гибајте левица, не ви ја гибаме левица нормално. Не бе, еве, кажам јас, нема врска, еве. Ние баш сакаме која левица со мене се бави. Не знам, мене ми се од сите до сега, иако не викам дека се они, не верувам дека се они, но од сите до сега спомнете ми се најсумљиви, а посумљиви од нив ми се само оние следни што ќе ги кажам. Кој бе, Љупчо? Па еве гледаш дека во Македонија се и овој системов го забележал. Во Македонија се разгорува идејата за заедница на албански општини. Од одредени политички да кажеш дека субјекти. сега ова можно да е за това да се не. Се одма веднаш ќе ти кажам не. Еве. Значи дека задова се некои си, како да ги наречам, одметнати групи од поранешната УЧК кои што бараат голема Албанија, тоа ти е тезата? Да, ова е баш Нема Дардано шанс. и лиритската комбинација. Нема теорија, еве ти кажам. Нема теорија. Точно е дека во една земја како Македонија, каде што има голема недоверба има се факт е да меѓу двете заедници, главни, македонската и албанската, дека понекогаш се припишува кај едните или кај другите. Значи, ако зборуваш со во било кое македонско друштво, нели, албанците се организирани стратегиски само на своите мислења, И обратно. Ако зборуваш пак помеѓу албанците, таму обратното го слушаш. Да. Меѓутоа Зависи види, на која маса седише целата. Значи, ај се, еве да те прашам што правиме се кога трчаат родителиве, трчаат од сите националности, така? И македонци, албанци, срби и така натаму. Така што оваа теза буквално веднаш да се фрли во Дуи? ѓубре. Дуи па ич па. Може би дуи своите внатре партиски, еве тоа софтверот вика, своите Нема внатре теорија. партиски вика работи сака да не излезат во јавност и луѓето да се замараат со други работи, а дуи е позната нели као политичка партија и екс-герила. И вика интересно е што само во македонски средини има дуи. Добро, ма Дуи е познат и по тоа што се гледа својот интерес, а во оваа работа не гледам дека има некои сериозни пари. Така што одиме понатаму. Значи, Да, дуи сериозни пари. Не. Океј, понатаму одиме со краток блок на реклами по кој ќе ги откриеме останатите осумничени зад дојавите за бомби. Ја слушаш оваа порака во твојот автомобил? Да, жалам. Ако се одлучеше да возиш велосипед или пешачиш, ќе се помогнеше да имаш нормален крвен притисок и поздраво срце. Вози редовно велосипед и пешачи за здрав живот и чиста животна средина. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку Програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. A story I'm written, it's all in my head. I'll tell you the details as we lie in bed. And far from the surface, it all
Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Останете до крајот на оваа емисија за да го дознаеме одговорот кој стои за дојавите за бомби во училиштата. Не заборавајте да стиснете subscribe на нашиот канал на YouTube и да не заследите на Facebook. Еве, врз база на мојата последна теорија, нели, што ја кажавме, што не извади вештачкава интелигенција, еден слушател вели едно прашање, зошто ни една дојава за бомби немаше во Зефјуш Марко, Рајко Жинзифов, Васил Г. Лавинов, Цветан Димов и така натаму. Па не знам дали немало се. Немаш, може не отварат мејл таму. Ма не знам се. Не, ајде да не влегуваме во лудил, ајде. Тоа, ако ништо друго, барем ке каже отприлике ке нацрта кој ги прави Следнава дојавите. теза е продукт на мојата природна интелигенција. И следнава теза е дека станува збор за некоја меѓународна хакерска група. Гледаме дека имавме сериозни проблеми во македонското општество. Беше хакиран системот на пошти, па беше хакиран фондот за здравство и во исто време ни се случува и овој хаос. И не знаеме, може би владата крие дека во позадина може би стојат и одредени уцени да им платат за ова да престане. Ај се вака. Значи прво не знам како изгледа текстот на дојавите. Не сме видели објавија. Ја еден го видов, тој Николче кај што го обвиниле. И Стои таму и таму има бомба. И доле Никола Николовски и неговиот број. не, главното прашање, без разлика заборави ова, знам дека се сите влегуваат во такви работи, дека од она што го слушаме наводно во овие мелови македонскиот е совршен. Значи не се странци. Да, еве Бобан вели имаше и во основно училиште Лерија во Чаев. И па што понатаму е, мултиетничка е. Да, мултиетничка е групата. Мултиетничка е заканата. Паѓа во водова дека станува збор за етнички конфликт. Не, ама види, ова не знаеме до сега видовме на македонски јазик само дека се испраќани дојавите. Се види, не постои таков преведувач кој што вам ќе го преведе македонскиот совршено. Што значи дека ако станува збор за група, веројатно станува, значи станува збор за македонци. А може би и не е па совршен текстот, од кај знаеме тоа? Дај да видиме, нека излезе полицијата, Може нека платиле некој да им преведе, истиот текст го лупат цело време. Добро, ама ако Тоа не знаеме, ние не сме го виделе текст. Лјупчо, ако платиле некој да преведе, тој некој е македонец, значи, и тој некој следи што се случува во Македонија, не се ќути. До сега ќе пријавиш. Не може да знаеме, немаме доволно информација. Колку бе треба да му платат на оваа штета што се прави, не знам какава е се. Следна теза. Значи види, еве дојдовме до прилика, ја ако би бил полицај, значи прво што ми текна што македонци се. Кои се? Ама чекај, не го знаеме текстот, можеби текстот е со несовршености. Ама ќе го јавиа тоа до себе. Не, мислам дека еднаш го кажаа тоа, дека текстовите се на прилично неумесно напишани. Добро, тогаш не се наш. Тогаш е Google Translate. Да, тогаш не доаѓа од овде. Следната теза, значи ова од кај знаеме, пак ќе кажам, не се доволно транспарентни институцииве, може има некакви преговори за оваа работа. Да, може види, не ги исклучуваме тие работи, затоа што види, да, ја поддржуваме целокупно работата на полицијата, може би тече во моментов истрага, нагаѓаме во ветер, нели? Да. Не имаме факти пред нас и така натаму, меѓутоа претпоставувам дека и тие прават таму анализа на текстот. Не претпоставам, сигурен сум, прават анализа на текстот, може би викаат и види, за ваква работа се викаат и лингвисти. Значи, врз основа анализа на текстот може да се заклучи меѓу другото од каде профилот на човекот што го прави. Следен осомничен за овие работи е Русија. Ја слушам таа приказна и мислам дека тоа е приказната која и власта сака да ја шири. И еве се, она прашањето што ќе поставам јас е зошто не слушаме за вакви работи во Полска? Да, која е многу поголем геополитички предизвик за Русија од нас. Не само тоа, него еве или... еве, ако идеме дека е Русија. Или во Молдавија. Во Федералното биро за безбедност, нели служба за безбедност на Русија, ФСБ, наследникот на КГБ, така. Колку повеќе, дали мислам повеќе дека СВР се вика меѓународна или СВР меѓународна, не е битно.
Овакво. СВР не беше воената? Не. Не, мислам дека не е битно, ФСБ е внатрешната као FBI што е во Не, Америка, не е битно. а ЦИА е СВР. Барем по тоа што... Значи, ајде идеме вака. И во едната и во другата, да ставиме, зашто едните имаат контразнавање, другите разнавање. Каде има Русија повеќе специјалисти јазични и регионални? Во Полска или во Македонија? Точно. Во Молдавија или во Македонија? Да. Особено затоа што, пак е Не, кажам, ај Молдавија да оставиме на страна, членки на НАТО земаме, така? овие земји, особено Еве, Полска, членки на НАТО. се многу поголем. И не само Полска се наоѓа на фронтот. Многу Овако. поголем геополитички Прва земја, не на фронтот, прва земја до фронтот. многу поголем геополитички предизвик за Русија од Македонија. Така е. Тоа е прво и второ. И овие- граничи су ни овие две земји, некој сега би рекол, па добро, таму не можат затоа што таму има посериозен систем кој одговара. Одма ќе ви кажам, Молдавија нема. Значи, Добро. Одма ќе ви кажам, во Молдавија нема. Исто така теоријата за Русија. Нема, еве види. Значи- Русија граничи со граничи во моментов преку Калининград енклавата со Литванија и со Полска. Еве го поставам прашањето. Специјалисти јазични, регионални, луѓе кои што живееле таму, овие две служби, и не само тие две служби, генерално Русија, повеќе има за Литванија и за Полска отколку за Македонија. Јас сум изузетно проукраински настроен и не ја одбивам оваа теза, но пак ќе кажам, Не, еве ќе оставиме. обие Зашто ќе да не? оставиме нека виси. Ама себе гледаме, но- ајде. Но мислам дека дури и се злоупотребува оваа теза. Значи затоа што од еден единствен разлог, што би рекле србите, односно причина што би рекле ние, мислам дека Русија во моментов не е способна таму да земе неколку поголеми градови, има сериозно е заглавена во таа војна во изминатиот период која трае година дена војуваат со Украина, а самите руси сметаат дека ќе освојат Украина за 2 недели, нели? Ќе го освојат Киев, ќе падне сам и така натаму. Гледаме дека они се таму заглавени во еден конфликт кој тлее и кој ќе трае веројатно уште најмалку 2-3 години, па сега они ќе се замараат тука со нас, една земја која е буквално на прво многу оддалечена од нив, геополитички, второ никако не ги загрозува геополитички, ниту нашето членство во НАТО, ниту нашето членство во... Не, види, Во ЕУ? не, ај вака, војна е. Сега, кога е војна, и во оваа војна... помагаме ние за сега, Украина. види, не ние, него цело НАТО очигледно застана на страна на Украина. Дека има интерес Русија за Дестабилизација. Има се, како нема, на крајот на криштата, во војна се, така. И ние сакале да признаеме или не, ние сме во војна со Русија. Не сме, чекай се. На еден или на Немој друг. ти како оваа германска министерка што после се демантираше текнува. Ние ги поддржуваме војните напори на Украина, меѓутоа И со во право, војна не затоа сме. што тоа е земја која е Во војна не сме. која е мала како нас. и Во една војна правна не сме, од- нема објавена војна меѓу НАТО и Еве, Русија. Зоран- Но чека само да се вратиме на ова. Значи, Хрватска. Хрватска меѓу другото праќа и воени инструктори. Словенија. Чешка, Словачка. Значи, кажам, земји кои што на вистина во овој воен напор имаат многу поголема тежина од нас. Морам- Бугарија на крајот на криштата, така? Морам да ти кажам дека имаме многу креативни Најде слушатели. чуеме. Вика Ристе вели, дојавите за бомби ќе престанат кога ќе бидат готови учебниците. Вака никој веќе не ги споменува учебниците. Знаеш дека ова практично што го кажува нашиот слушател Ристе, значи дека корупцијата стои зад дојавите за бомби, односно затоа што навистина тоа е огромен скандал што уште нема учебници, учебната година веќе ќе заврши уште Не, малце. добро, ма и види како ти кажам. И ова е... И можеби за коруптивната шема да ја скријат, пуштаат дојави на Види, тоа можело да трае 2 недели, ама не месец дена. Не 6 месеци, знаеш. Еве, еден програмер вели, века очигледно не сте баш информирани, отворете си ги вашите мејлови, се праќаат многу спамови преведени на добар македонски јазик. Не вели. е добар, еве му кажам, Едно зборче само може да ги издаде
можно и некој да отворил некој од тие спамови, па да се закачиле после. Не, само одговарам, не е толку добар македонскиот, веднаш се гледа дека е преведува на некоја платформа. Еве, Нема толку добар имаме сега тука една тврдокорна теза. Моje размислување е дека станува збор за одредени патриоти на кои ме пукнат филмот и си викаат нека се растури Македонија, имаат деца во Русија на факултет и од страна на територија на Русија испраќаат мејлови. Моje размислување. И ова ми е... Далje, како вика. Да, и ова ми е многу... Ајде, ворете, ајде. Не се грижете, почитувани слушатели, стиснете subscribe на нашиот YouTube канал, а до крајот сигурно ќе дознаеме кои стои за дојавите за бомби. Ивица, исто така постои... Деца во Русија, там прајајте. Доколку гледаме кој е најсериозен... Ова е добро, има патриоти што сакаат да растурат Македонија. Јаки патриоти, мајко, ајде. Значи, исто сериозна теза е ова. За тоа кој може да стои... А не, види, за ова не знаем ова што кажа за Лирија. Еве, например, ова може да биде убава трага. Значи, дали имало дојави на албански и на македонски или само на македонски? Тоа треба полицијата, ние не сме истражите. И веројатно истражуваат, веројатно затоа не протекуваат информации. Некоја трага следат луѓето. Исто следна теорија е дека ние имаме, нели, сме во одреден со одредени односи нарушени вакви онакви со Бугарија. Гледаме случај Пендиков, гледаме ова, гледаме она, дека можеби Бугарија стои за дојавите за бомби со тоа што ќе не освести дека ние како македонци не сме способни да одржуваме своја држава, ќе прочитаме после некоја книга и ќе станеме бугари. Не. Не е Бугарија, мислиш? Не се факаве се. Но Бугарија е во сериозна, имаме нарушени односи и така дале. Не е Бугарија. Значи, види, како, зошто? Ајде. Баш кога гледаме како делуваат. Значи, начинот на кој што делува Бугарија сега да докаже да измисли дека постојат бугари, а не да измисли дојави за бомби. Па добро, можеби тоа е дел од процесот на станување на бугари. Не. Станува збор за еден целосен Али види заговор. се, факт е дека точката е многу осетлива, станува збор за деца, за школи. И е пресериозна. Пак ќе кажам, пресериозна. Од друга страна, види, се дозволи една, како да речем, дифузија. Значи, секоја школа веројатно само си отвара имейл, некои си купиле .mk, например, портал, некои не купиле. Некои се на Google, некои се на Hotmail, некои се на Yahoo. Да. Значи не е централизирано и тоа исто. Значи шом не е централизирано, нема некое место во Министерството за образование каде што може да се филтрира, значи Америка ја споменува. Значи нема теорија. Мислам, Америка во моментов да дозволи дестабилизација на свој сојузник кога се води војна. Боже сачу. Франција, француски предлог. Па обратното, тие треба сега да не така. Да, не се. Они треба сега да овозможат све да функционира совршено, а не обратно. Одиме понатаму. Но види, пак ќе кажам, ова е ова што го иницираш овој со деца што им учеле во Русија. Мислам, сега ќе се обидам да го преведам психолошки. Дали можеби во Македонија ние имаме одвнатре негде да тлее една тајна револуционерна организација која веќе не ја прифаќа северна држава како своја творевина и сега ќе видевме бе Љупчо, ќе ги видевме до сега. Ќе излегува, ќе каже, ќе се слика, ќе пушта некои символи, такви работи, знаеш. Види, не заборавај, види, кој има тоа во теорија на политички науки. Секоја тајна терористичка револуционерна организација, меѓу другото има сериозен оддел за пропаганда, за односи со јавност и така натаму. Гради символи, гради пораки и така натаму. Ке ги видевме до сега. Еве друга теорија, Никола Груевски се досадува во Будимпешта. Па не мислам дека поранешниот премиер се занимава со овие работи. А може би он ја води оваа тајна револуционерна организација. Ајде. Значи, еве, слушателот кој ја пише таа теорија вели дека јас точно сум проценил. Не, овој кој се досадува во Будимпешта поранешниот премиер,
забележуваме дека подлжината на писанијата што ги испраќа од таму. Пишува на Facebook. А како што проценил? Дека убаво сум проценил што сака да каже со тоа деца во Руси. Дека Абе, станува збор, еве ќе оставиме, нека се идентификуваат више 6 месеци, година, дена не малтретира, дај кажете кои сте, што сакате. Нема ќе излезе, Кажете ќе се. каже, ќе се што се да. Исто така затоа не верувам дека се овие исламисти. Тие исламистички Да, исламистичките, тие ни беа следни. Нема шанс. Иако затоа што чат GPT ни доаѓа пред се првенствено покрај тоа што е македонец и англосаксонец, него прво тоа му дојде дека Islamic terrorism вика, да не овие Види, ај прво да кажеме, исламот во Македонија се е традиционален, тука е присутен со векови. Радикалниот исламизам во Македонија е присутен само во оние делови, најчесто во Скопје, најурбани делови каде што живее муслиманско население и каде што живее муслиманска сиромаштија. И каде што може да се развијат во Македонија го имаме некој традиционалниот ислам дека сега ќе дозволи во Македонија го имаме ја имаме едно од најдобрите, убавите, најчистите форми на ислам. Векове не тука луѓето се со Така така што едно тоа, друго методите знаеме дека не се вакви. Повторно таму местат бомби. Не, радикални, види, пак да се вратам на тоа. Значи секоја сериозна терористичка револуционарна група и така натаму има и свои политички цели. Тие политички цели сака да ги пласира преку јавноста, преку соопштенија, преку соопштенија, преку акти, преку делување кое што ќе биде забележано во глобалната јавност. Зошто, например, беа нападите на 11 септември? Зошто беа нападите во Лондон? Зошто беа нападите во Париз, липчо? Зошто не беше избрано некој си мало местенце од 1000 души во Франција, така? Сега, едно од теориите кои ми прати еден мој другар безбедњак, кој сериозно се работи се разбира во овие работи, века Љупчо, постои огромна веројатност дека станува збор, вика, за еден човек, за еден социопат, малце така будала, кој не малтретира сите, а станува збор за човек со сериозни информатички познавања, односно знае како да го скрие трагот од каде доаѓа тој мејл. Не знам, види. Ова е, вели, по се ова што гледам, по сите докази кои ги имам барем во јавноста, јас, вели, како инспектор, доколку го истражувам случајот, ја би го барал тој еден. Затоа што, вели, прво, секогаш, ако беше деца, до сега ќе ги фатеа, вика, затоа што ќе се пушти муабет, ќе се излее од една страна, од друга страна. Ова, вели, е најверојатно една будала, еден, како да кажам, еден социопат кој го прави ова, а дека станува друг проблем е и дека нели имаше некој дел и ги фатија, така што од тој еден социопат после тоа се расплинува кон деца кои не ќе да идат у школа. Не знам. Многу е малце циклично контроверзна темава. И многу е тешко да се најде, особено затоа што ние покажуваме дека како систем немаме капацитети да го спроведеме тоа. Вака се. Фактот зошто продолжува да се случува го ставам само на една адреса. Добро. Неспособноста на СДСМ да владее. Значи, зошто продолжува тоа дојави со бомби? Зошто се случува со фондот за здравство? Зошто се случува да почине човек од болест затоа што не му дале лек? Што и не знам како да го наречам. Значи, еве ќе кажам, од 2017 година навака влада е влада која што не знае да владее. Нема способност, нема капацитет, а нема ни волја да владее. Има волја да биде на власт, има волја да се ги убута луѓето по институции, има волја да краде, нема волја да владее. Не знаат да владеат. Огромен дел од нив. Не сакаат да владеат. Сакаат да се власт. Не може тоа така.
Значи види, може би требаше ова да се случи. Мислам, не сакам вака да зборам, меѓутоа владењето на Заев во својата доцна фаза која што се вика владење на Ковачевски, нема врска исто, Заев е уште. Ковачизмот како последен стадиум, фаза на заевизм. Империализмот како Да, така последен. значи, Да. Не, види, верувајте, значи еве, претпоставам дека Васко Ефтов тука ќе скрпи некои други тези. Абе сега немој Не, човекот, значи- зашо го офираш човекот? Абе, сега? ми се допаѓа, Значи, сега мислам, немој. види, Сега кој ми е друг станува- пример? Добро, Еве ајде. сега ќе ти кажам, јас многу работи во мојот живот сум научил токму од тој Васко Ефтов. Сум работел со тој човек. Тој човек е навистина професионален. Тој човек постојано руши рекорди на гледаност. Независно дали се согласувате или не се согласувате со неговите политички ставови, и ја во моментов не се согласувам со неговите политички ставови. Но немојте, значи немој сега за човекот да зборуваш вака онака. Човекот си работи, човекот си вади леп за фамилијата, човекот е атрактивен за гледаност, човекот прави добри интервјуа, правил во историјата, нема лидер на политички партии кој не му седнал на интервју, освен Ковачевски, еве, единствено со Ковачевски нема правено интервју од сите лидери на политички партии. Знае да направи емисии со теории за заговор затоа што му носат гледаност, он живее од гледаност. Да знае поинакви да направи. Знае да направи поинакви емисии. Знае Не да знам, направи добро, ајде. анализа, држи некогаш вода, некогаш не држи вода, но немој сега те молам, Васко Ефтов вака, Васко Ефтов така. Остави го Васко Ефтов, нек си работи, човекот нек си живее. Па не го оставам? Го оставаш. Ама немој сега Васко Па не Ефтов го ќе нека направи работи. емисија. Па ќе направи, таму ќе разбереме други работи. Таму ќе разоткриеме ли кои стои за ова во детали. Така. Ние тоа не може да го направиме. Да, за жал не. Па тоа е па сега мислам дека и разликата. он не може да го направи, он не го Кој прави. бе не тоа. може да го направи? Не го прави. Ау. Он може да го направи, а ние што го направивме, да ги даде нели сите можни сценарија На свој специфичен на начин. свој специфичен начин. Еве, А иначе, ајде. да. И видео одбрана и задни дани, како беше. Па не се, стварно не. Ба се не го даваме, добро. Не, ја уопшто не знам дали гледаш тука Виктор Грозданов кој беше, кој е нападна и Сашка Цветковска, викам чекај, кој ги нападнал војно, било кој да нападнеш, кај мене, кој ми е колега новинар, кој е член на ЗНМ, кој е бивши член на ЗНМ. А посебно ментори како Латас. Исто и Лаки го бранев дека не може да го гонат за ова што го кажувате, иако пак ќе кажам се изглупира што се изглупира, направи огромен кикс, ама не може сега да го вака да му зимаат пасош што лупнал глупост. Мислам стварно. Не, знаеш што? А не, уште полудевна забрана за појавување во медиуми да не го повтори делот. Не, ама каде што ќе го зборува тоа, он смее да се појавува во медиуми, ама не смее да збори такви работи. А он вика дека не ни зборел, иако збореш. И тоа не треба да му биде одбрана, но нема везе, значи. Сакам да ти кажам, било кој да е, еве, и дури дури она будала белосветска Миленко Неделковски, кој секој ден со фамилија ми се изживljava кај него на Facebook, со сите живе, дури и зад него би рекол, полека, стој, чекај, остај го, ненормалниот. Значи, така што, а па за квалитетни луѓе како овој што прават по толку многу прегледи, што прават така добри, тогаш викам чекај. Сега полека стој, особено што никогаш не бил малициозен, иако сме се расправале, сме се карале, но никогаш не бил малициозен, никогаш не бил онака. Знае да направи кикс со политичари, окей. Живи луѓе сме. Живи луѓе сме. Затоа ти викам. Не, добро, али види се, ако можеме да коментираме за квалитетот на тие анализи, па што се? Се сакам да ти кажам се, ако влеземе сега во една теорија дека, не знам, му се јавил, не знам, Бајден на Путин, па зборувал со Џорџе Мелони во Италија, а таа па со Шиво Кина, и заради тоа некој тука прави бомби дојави по школи, не зафркаве се, отприлика. Замисли Совет за безбедност пред да влезе таму и Путин вика, абе, пуштивте уговорите Николов дојава. Не, тоа уште дека да. Чекај, осте тоа фронт бахната. Осте тоа фронт и дај. Кога сме кај Путин, си приметили, има телеграм групи интересантни во наша земја, каде што имаш познавачи на војната во Русија, која сега вика се тепаат околу и некој село ќе го удари таму, па волку од едната страна имало толку од друга страна. Со детали, тоа станува субкултура цела во држава. Па одамна е станато. Одамна е станато. Ја видим, малце ми е морбидно тоа. Војна се води
ова ми делува малку Ја така... такви експерти познавам од времето на војната во Босна и во Хрватска, дека имало тука такви експерти кои што и тогаш им било многу потешко, тогаш радио слушале, знаеш, правеле милион Не, комбинации добро за да излегуваше стигне. во печатот, знаеш, посебно во опозиција. Најдобри беа тога, знаеш, опозицијскиот српски печат и хрватски печат. Како на пример Ферал Трибјун од Сплит или како Време од Белград. Таму дава убави прегледи за тоа што се случува за време на војната, посебно на лоша војна, крвава во Хрватска и Еве. Босна. Златев си бил вработен и кај Латас и кај Миленко, па не СР против нив. Никогаш не сум бил вработен кај Латас, сум бил вработен кај Љубисов Иванов Дзинго. Значи, кај Миленко па ништо. Никогаш сум бил гостин. За жал, тоа е едно од по трагичните делови од мојата кариера. Сум гостувал кај Миленко во, Добро види. во емисија, но тука го споделувам гревот и со Никола И Груевски, со и мене. со Владо Бучковски и со Ивица Боцевски, со многу луѓе. Добро, меѓутоа види, сега дека Да. тој знае да направи емисија, знае да направи емисија. Тука да не спорим. Вонземјалци такви, рамна земја, све окей. Не, За види, политика тешко. не, за политика имаше една сезона која што беше добра. Кога беа Значи, така што не сум застапени. работел ниту кај тој, никој кај тој. Со Васко Ефтов сум соработувал во минатото, а Петрит Сарачини кој го плюкаш ти, немам ништо против човекот. Невица му е личен пријател Да. и долгогодишен другар, независно со неговите ставови, кои според мене се понекогаш и контрадикторни, понекогаш премногу пристрасни кон едната страна, он може би за мене ќе го каже истото за другата страна, но сметам дека Петрит е едно достоинствено фино човече, кое си има ставови такви какви што си има. Ти бил уредник, а заради емисијата си станал познат. Не сум станал познат, а не ми бил само он уредник. Во Сител сум имал 9 уредници, кој поголем дел ми се до ден денес пријатели. Така што. Значи, да се Да. вратиме на темата, значи, за да се реши... А да, сум го почитувал и сметам дека во одреден момент од неговата кариера, човекот за кој говорите Перо, навистина, беше окей, ама сега не можам да прифатам тоа што ми бил уредник, па сега да збори за силување на жени по подкасти. Сега, знаеш, онака треба да имаш линк, што ако ми бил уредник и сега да го оправдувам да го убива. Сгрешил и тоа е тоа. И треба да се извини дека сгрешил, а не да теорија на заговор да промовира во светот и не треба да му го земаат пасошот и не треба кривично да го малтретирате. Да, ако тоа е ви точно. значи. Не само кривично, него и еди, се покажа овој Бубевски го покрена истата постапка за премиерот? Не може сега како. Како не може се? Конзистентен треба да е. Може да зема пасош на премиерот? Кога бил во Македонија конзистентен? Не, па нели е голем новин, го поздравија сите. Хелчински се јави после снимкава која што ја пушти Богдан Илиевски? Не. Не, добро. Не чисто вака. Кјутат, ама и најпаметно им е да кјутат, затоа што ќе треба да го поддржуваат Ковачевски. Најпаметно им е да кјутат. Не бе А најпаметно за ми е. нашето Најпаметно ќе им биде баш да не кјутат, за да може да си го вратат угледот. А за нашето општество најпаметно е да им речеме окей дечки, ај сега сите намалете доживеј, а леп нема во државата и бомби има дојави секој ден во училиште. Значи пак да доеме до тоа што го Да. зборуваме. Значи еве, од кога ги одбивме сите сценарија, дојдовме до суштината. Суштината е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не знае да владее, не умее да владее, нема волја да владее. Системот почна да не функционира затоа што со системот некој треба да владее. Затоа постои политика, затоа постои демократија. Значи, сето ова е резултат во Македонија. На власт дојде во 2017 година. Беше наметната една врхушка која што мислеше дека само ќе промени името и ќе владее вечно. Едни несериозни луѓе, едни недоквакани луѓе, едни луѓе кои што не мислеа на последиците, кои што мислеа само на своите џебови и на своите стомаци. И ја внесоа во овој мрак и во оваа темнина државата.
И го збогатија Артан Груби. И себе си. Значи, И себе да, и себе си. Сега замисли. Значи, како можеше владата на Дритана Базович во Црна Гора ова да го реши? Како можеше владата на Ана Брнабич во Србија ова да го реши? Како можеше владата, како се викаше, не знам, премиерот? У Босна таму не се ни знае кој е. Што не е најбитен лик. Владата на колективното раководство во Босна да го реши Добро, ама проблемот. со сите Да. своји внатрешни проблеми во Босна, босанците ги знаеме, се одговорни домаќини луѓе се. Значи пази. Пази, без разлика, они се расправаат за тоа, нели, бошњаци, хрвати, срби, но за вратија ракави го реши ова. Да, го реши. Зошто го решија? Имаат одговорност кон тој народ, бе. Кога излегуваш на гласање, кога викаш гласате за мене, значи дека јас ќе ви овозможам пристојно владење со земјата. Овдека не го решија. Срамота. Апсолутно. Срамота. Значи, ова е... Причината е на едно место. Многу едноставно. Иначе, да, почитувани слушатели, не можеме јас и Ивица да дојдеме до одговорот. Еве се обидовме да... Еве дојдовме, како не дојдовме, еве го. Да, одговорот е неспособната влада. Кое не можеме? Кое не можеме да дојдеме, Кој ќе има способна влада? Е сигурно некој од сите овие кои ги Не, ги може и не. споменавме. Може и некој сосем... Може да и сосем... Види, полициска истрага Да. ќе се покаже. Луѓето таму треба да добијат целокупна Во поддршка. секој случај неспособноста на владата е крајно евидентна. Сега има една друга работа. Тоа ќе дискутираме во наредните денови. Многу е повеќе слојна работа од што изгледа. Се надеваме дека ќе престане овој циклус и се надеваме дека нашите институции ќе го фатат и ќе го стават за решетки тој, независно што може би станува збори за некој кој потоа бил само инспириран. Иначе, Ивица, само пред самиот крај, вчера овие твоиве как се вика, миленици, условно кажано, од политичката партија Левица, ги поддржаа производителите на леп. Овако. Знаеш тоа? Значи, Капитализмот го поддржа. Јас стварно виш ова не знам. Левица која треба, ова замрзнување на лебот е класична радикално левичарска политика. Вчера на улица Даме Груев, одејќи пешки ме сопреа еден многу фин, многу пристоен брачен пар, кој што ми забележа дека не требало да бидам така непристоен кон левица, тие се легитимна политичка партија, тие за нив гласаат веќе 3 циклуси и дека тие не се маргинална сила, па викам јас не зборам така. Но ти свика си во Радио Лидер, знаеме ние Радио Лидер како се однесува кон левица, еве, само ти кажам, еве, шо правиш за мојот углед вака по народ полиса да ме сопира да се црвенеам таму. Ја мислам дека ова беше измислена исто како мојот чат GPT. Не, точно. А еве, тебе ќе ти кажам и каде. Ќе ти кажам и фазови на левица ќе ти рече. Ќе ти кажам и каде ме сретнаа меѓу Беко, полициска станица, и она што го отвори тоа седмица скара. Баш од таа страна. И ако те сретна, тебе ќе ти речат од левица, убаво му збориш на тој Златев секој сабајле. Не ми кажа така, еве. Значи, многу интересно. Како викаат американците, guilty by association, така, еве, гледаш. Така, мене многу чудно ми ова левичарска партија. Еве, ја дури као човек кој слободниот пазар и тржиштето го поддржува, дури ми е... дури мене ова ме шокира оваа поддршка. Не, па ја мислам, види, јас мислам дека, не сум воопшто несериозен околу ова. Вчера ја читавме колумната на поранешниот министер финансии Трајко Славецки, така? Добро. Мислам дека редовните часови по економија што се држат во Советот на град Скопје влијаат меѓу другото на политичкиот профил на левица. Почитувани слушатели, ние си собравме уште еднаш кликови со овој убав наслов. Ви ги дадовме сите сценарија, не останавме должни. Сите сценарија кои што се, еве да речеме, највозможни. Се дали е значи не знаеме кое, да, но знаеме зошто се случува се тоа. Сепак останавме доследни кон вас и
отприлика знаете што и како се случува. Се надеваме дека институциите на системот ќе соберат храброст и ќе го средат ова. Не заборавајте да ставите subscribe на нашиот YouTube канал. Може да ни даете и некоја поддршка како во форма на thanks. Навистина би ни значало, затоа што сме медиум кој пазарно функционира и малку ни е тешко, иако имаме зголемување на бројот на спонзорите. Тоа значи дека оваа власт паѓа. Од прилика вака, затоа што во 2018-19 година никој цр не кеше да се рекламира кај нас. Значи, наискрен да бидам. Едва и преживувавме. Сега тука имаме од енергетски компании, до болници, до фармацевтски компании, до кладилници. Ајде да бидеме искрени, тогаш ептене едва и преживувавме, сега едва и преживуваме. Тоа е разликата. Далеку од тоа. Само плюс, сега добро ни дојде овие, пошто има инфлација, барем не ја покриваат инфлацијата. Овакво, мада не може да ни ја покрие доволно. Во секој случај ви благодариме многу што не следите секое утро и ви благодариме многу што го следите и Лидер МК, и Радио Лидер, и каналот на Лидер на YouTube, и Facebook страницата на Лидер. Ние живееме од вас и вие сте ни главниот извор на она поради што нели го работиме и ние работиме за вас и ќе продолжиме да работиме за вас. Денес е 2 март 23 година. Јас сум Љупчо Златов, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија, заедно со мојот драг колега Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација е на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски.